Добар ден, криптоентузијасти. Денеска, знаете, сами имаме доста битно видео со оглед на фактот дека станува збор за последниот состанок на Федералната резерва, каде што се очекува да имаме промена на нивната политика, така да се надам дека ќе го проследите ова видео, е доста битно и нормално во текот на ова видео ќе проследиме генерално прво околу нивниот состанок и што би можело да го промени нивното мислење, односно во предвид ќе го земат нормално извештајот за ситуацијата со вработеност, како и инфлацијата, која што очекуваме денеска да биде објавена негде околу 2:30 попладне, така да останете во текст со нашиот канал, нормално ќе ве известиме за тоа, каква е инфлацијата, со тоа што денеска во ова видео ќе направиме по детално објаснување што очекуваме од самата инфлација и што очекуваме да биде одлуката во текот на утрешниот ден на Федералната резерва, односно тоа каков тип на инфлација може да добиеме, заедно со извештајот за вработеност. Така да тоа е генерално она што мораме да проботиме денеска, како и генерална анализа за тоа што очекуваме од самиот биткоин во случај на движење во една или во друга насока во однос на тоа што ќе добиеме како резултат од моменталната стапка на инфлација на територија на Америка. Сега, сите оние кои што не ги погледна нашите видеа претходно, пак ќе ве замолам со оглед на фактот дека станува збор за доста сериозна и доста битна тема, да ги погледа нашите видеа, како и но пред да продолжиме, значи како што кажавме уште еднаш, погледнете ги нашите видеа за инфлација претежно, значи тоа е она едукационо видео каде што може да погледнете точно за што зборуваме моментално и која е нејзината важност и како сето тоа е поврзано со Федералната резерва, како и секогаш на кратко ќе мораме да го објасниме тој сегмент, затоа што многу луѓе кои се нови едноставно нема да го разберат видеото и ќе се откажат кога ќе видат дека е доста комплицирано, така да се надевам дека нели нема да ми замерите повторно, ќе бидам што можам побрз. И пред да продолжам, сакам само да најавам за утре, сакам да направам едно многу битно видео за кое што размислувам веќе некое време. Значи, сакам да направам видео во кое што ќе покажам на луѓето која е битноста на она што доаѓа, односно овој проект CBDC е само еден, како да кажам, само еден составен дел на она дистописко општество кој што сакаат да го направат како во нашиот, така и во, нели, како во нашата земја, така и пошироко, со тоа што сакам да го објаснам тој дел и како они тоа го замислуваат, со оглед на фактот дека веќе постојат држави каде што ова моментално функционира, како social score во Кина, како и дигиталните ID, кои што ќе бидат фактички постојано со ова за да бидете лоцирани во секое време, но нели, затоа повеќе утре, се надевам дека ќе имам доволно време да го направам ово видео, но верувајте ми, после големите играчи, ова можеби ќе биде второто по битност видео кој што сме го направиле на нашиот канал, со цел да разберете каде сето ова оди и да разберете зошто криптото е толку многу битно, со цел да се запре овој процес на вршење на фактички контрола на целото општество, односно она за што Асанж и Сноуден предупредуваат постојано. Јас сакам да го представам преку едно видео со соодветни докази, значи не е ова теорија на заговор, туку соодветни докази каде што ќе ви покажам дека сето ова се случува моментално, иако вас не ви го даваат тоа на вестите. Значи тоа моментално се развива постепено и се тестира секој ден на вас преку различни пандемии и војни со цел да се омекне народот за сето ова да го прифати постепено. Така да тоа повеќе утре. Се надевам дека ќе ви се допадне тоа видео. Денеска, како што кажав, има многу побитна тема, односно мораме да видиме кои се опциите кои што ги имаме на пазарот и дали ова можеби ќе биде конечно дното кое што многу го очекуваме, затоа што во однос на одлуката која што ќе ја донесе Федералната резерва, со оглед на фактот дека конечно, значи самиот DXY и инфлацијата се конечно обратно пропорционални од биткоин, што уствари е главната основа, ако се сеќавате што разговаравме дека ќе го започне следниот bull market. Значи, ако продолжи оваа политика на Федералната резерва како што ја најавија, тоа значи дека ќе се исполни конечно и дека можеме да очекуваме дека тоа е конечно дното на биткоин. Сега, прво ќе започнеме со оглед на фактот дека нели мораме да објасниме што се случуваше на почетокот на декември со новиот извештај за вработеност во Америка, кој што исто така многу битен. Значи, уште еднаш на кратко во кратки црти. Федералната резерва сама по себе има две основни задачи кои што мора да ги извршува во Америка, а тоа првата е да ја одржува невработеноста на ниво под 4%, само да го покажеме тоа. Значи, првата задача е да држи невработеноста на ниво под 4%, што е официјално нивото над кое се смета дека веќе има проблем во самата Америка,
кое што сега за сега сосема добро го врши. И второто е да ја држи инфлацијата под 2%, кое што е прифатливо ниво за оваа федерална резерва. Нормално секоја различна федерална резерва има своји така речено црвени линии, преку кои што во Соединетите Американски држави 2% се рачуна веќе долго време како онаа црвена линија над која што не може да поминат. Со тоа што за да го направи ова, значи Федералната резерва има соодветни политики на тоа како ги задржува овие две стапки на посакуваната процентуална вредност. Значи основната политика која што ја користи е принтањето на парични средства, затоа што Федералната резерва не владата на Америка, туку Федералната резерва е онаа која што одлучува колку долари во оптек ќе има во целиот свет, значи не само во Америка, туку во целиот свет. Со тоа што Федералната резерва е таа што одлучува кога ќе се принтаат нови доларни средства и на тој начин фактички го регулира од една страна пазарот на вработеност, а од друга страна инфлацијата која што моментално е на пазарот. Значи најлаички кажано, знаеме дека колку одредено добро го има повеќе на пазарот, толку се зголемува неговата инфлација, со тоа што фактички знаеме и сами дека колку повеќе имаме одредено добро, толку неговата вредност се намалува. И обратно, колку одредено добро е помалку на пазарот, толку повеќе неговата инфлација се намалува и неговата вредност се зголемува. Истата ситуација се обидува да постигнат и Федералната резерва моментално, со тоа што го намалува, значи преку rate hikes, значи преку каматни стапки кои што ги дава на сите оние пари кои што ги произведува, кои што ги пушта во оптек, се обидува да ја намали економската активност во Америка и да ја зголеми фактички потребата на овие субјекти да ги вратат и оние парични средства кои што ги земале, со цел да се повлече што може повеќе долари од пазарот. Значи преку оваа рестриктивна политика во која што постепено месец преку месец се крева фактички каматната стапка, имаме ситуација во која што, значи ако погледнеме на DXY индексот на дневно ниво, значи преку ваквата рестриктивна политика колку повеќе се ставаат овие rate hikes, значи кои што досега ги имавме во 5 наврати 0,75% и 1 0,25%, значи заедно имаме 4% кои што досега се ефективно значи на пазарот и односно тоа значи дека за сите пари кои што од сега па натаму Федералната резерва ги принта со оваа каматна стапка, значи сите оние кои што сакаат да поземат средства мораат да платат 4% камата на тоа што го позајмиле од Федералната резерва. Исто како и оние средства кои што досега се веќе земени, значи затоа што оваа каматна стапка Федералната резерва има право да ја променува постојано, значи фактички треба да платат се поголема и поголема каматна стапка и поради оваа причина сите овие субјекти се обидуваат што можат побрзо да ги вратат нивните средства кои што ги позајмиле од Федералната резерва и на тој начин фактички да го намалат трошокот кој што потенцијално ги се зголемува, доколку Федералната резерва и понатаму одлучува дека треба да ги зголемува овие каматни стапки. Значи тоа е главниот проблем со кој што моментално се соочуваат сите правни физички лица кои што практично делуваат како бизнисмени на територијата на Америка, со тоа што комерцијалните банки кои што ги земаат овие пари од Федералната резерва мора да платат 4% камата, додека они нормално мора да наплатат многу повисока камата на физичките и правните лица кои што ги поземуваат овие пари од нив како второстепен фактички дебитор, односно должник. Така да поради оваа причина, како што кажам и сами, на тој начин колку повеќе се зголемува каматна стапка која што од месец на месец оние ја зголемуваат, толку повеќе имаме рестриктивна политика и луѓето се обидуваат што може повеќе да ги вратат средствата и нормално не размислуваат за експанзија, не размислуваат за зголемување на своите бизниси, туку обратно пропорционално се обидуваат да преживеат преку оваа рестриктивна политика со цел во следниот период кога конечно Федералната резерва ќе почне да ги намалува овие каматни стапки поради тоа што се намалила и самата инфлација, значи ќе влезат во нормално повторно задолжување, затоа што сега е навистина неисплатливо со оглед на фактот дека имаме високи каматни стапки на било кој кредит кој што би го земале. Значи тоа е во глобала како прилика изгледа, нормално за подетално ќе ве замолам погледнете и нашите претходни анализи, како и видеото со инфлација, каде што детално објаснуваме што е работата на Федералната резерва и како истата ги користи овие каматни стапки во детали. Така да, во исто време, ќе напоменам уште еднаш, денеска е последниот практично состанок, тоест денеска почнува, а утре ќе заврши последниот состанок на Федералната резерва, со тоа што, значи, уште откако беше
да речем, изнесен овој последен извештај за вработеност, веќе имавме најава од Федералната резерва дека официјално мораат да седнат и да размислат дали треба да се промени оваа политика, со тоа што ќе напоменам уште еднаш, не очекувате дека Федералната резерва ќе ги намали каматните ставки, че далеку сме од тоа, со оглед на фактот дека инфлацијата генерално е се уште висока и ќе напоменам за сите оние кои што повторно не го гледале нашиот канал претходно, значи инфлацијата моментално се наоѓа на 7,7%, што е екстремно висока инфлација, иако имаме паѓање од претходниот 9,1, кој што беше фактички максимумот кој што го достигна инфлацијата, но проблемот е, како и секогаш, ќе го спомнеме уште еднаш истото, стравот на Федералната резерва моментално е дека ќе повторат истата грешка од 70-тите до 80-тите години, кога прерано ги вратиле назад каматните ставки, со тоа што значи прво ги дигнале каматните ставки, направиле рестрикции, односно рестриктивна економија, каде што економијата сама по себе значи почнала да се опоравува со оглед на фактот дека инфлацијата паднала од највисокиот врв кој што го достигна во 70-тите години 12,3 до 5%, и затоа што премногу брзо ги трнале, значи не ја задржиле каматната ставка соодветно, премногу брзо ја трнале наназад, значи имаме повторно дигање на инфлацијата и истата останала скоро 20 години над ова ниво кое што е прифатливо за нив, со тоа што во 80-тите доаѓа до нов врв од 15%, и поради оваа причина, значи Федералната резерва веќе го најави тоа, иако не спомна дека тоа е точно причината, многу од да речем луѓето кои што вршат анализи на пазарите го делат исто моето мислење, дека тоа е главната причина поради која што ќе се обидат да го задржат ovo што може повеќе, односно ќе ја задржат оваа моментална стапка од 4% со цел да се стабилизира инфлацијата, па потоа истата постепено ќе ја намали. Така да тоа е главната идеја која што многу од нас се очекуваат, и да не забораваме уште еднаш, значи и да се остави оваа стапка, да немаме покачување е одлична веста моментално за пазарот, со оглед на фактот дека имаме крајно рестриктивна политика, значи во последните 20 и повеќе години не се случува ваков тип на политика на Федералната резерва, така да ова што моментално го проследивме оваа година е крајно деструктивна и крајно рестриктивна политика, затоа што значи навистина делува на економијата и истата има голема шанса да влезе во рецесија поради ваквата политика на Федералната резерва, така да поради ова ќе напоменам уште еднаш, моментално се наоѓаме во таков тип на колапс не само на крипто, туку и на традиционалните пазари, она што го гледаме моментално со Nasdaq и со SPY, за кој што ќе направиме една кратка анализа подоцна. Значи гледате, ова е уствари корекција која што е директно поради ваквиот тип на политика на Федералната резерва. Значи ова што го гледаме моментално на пазарот, на традиционалните пазари, кој што исто така го проследивме и на криптопазарите. Со тоа што да не забораваме дека криптопазарите се покажуваат како доста отпорни на ваквите политики на Федералната резерва, затоа што истите се во поповолна позиција за разлика од традиционалните пазари. Значи ако го проследите сето тоа, дури ако не се случише FTX, ја верувам дека можеби биткоин немаше ни да направи следно дно, но како и да е, сме каде што сме моментално. Сега моментално ќе напоменеме што точно имаме од овие податоци кои што ги имаме во оваа ситуација и што можеме да очекуваме од Федералната резерва, барем што очекувам јас. Значи прво и најбитно е тоа што моментално на 2 ноември ситуацијата за вработеност во Америка дојде со многу повод. Значи уште еднаш ќе напоменам. Се додека моменталната невработеност во Америка е на завидно ниво, затоа што истата се наоѓа под 4%, како што можеме да видиме овдека. Значи се додека се наоѓа под 4%, Федералната резерва и понатаму може да продолжи со рестриктивните политики, затоа што првиот момент кога невработеноста ќе се искачи над 4%, тогаш веќе можеме отворено да разговараме за рецесија. Тоа покажува дека економијата веќе почнала да ги намалува шансите за вработување, за експанзија и слично, односно дека самите економски субјекти почнале да се плашат од потенцијална рецесија, да речем. Сега, поради тоа што се уште тоа не се случува, со оглед на фактот дека дури овој месец и после оваа рестриктивна последна стапка која што ја добивме, за да дојдеме до 4% каматна стапка, значи ние сме на 3,7% невработеност, односно два последователни месеци се наоѓаме на 3,7%, со тоа што уште од март оваа година ние се наоѓаме во овој рендж помеѓу 3,5 и 3,7%. Иако мене ако ме прашувате, ова изгледа малку манипулирано, но на крајот од денот како и да е, значи одговара на Федералната резерва, мораме да огледаме тоа како што е. Значи без разлика каков е податокот, дали е реален или не,
Федералната резерва ќе го земе во предвид затоа што ова е еден од двата основни индикатори кои што ги користи со цел да одлучи дали понатаму треба да воведува нови rate hikes. Значи, како што кажеме уште еднаш, моменталната ситуација од 3,7% во два последователни месеци и зголемување, значи не намалување, туку моментално имаме зголемување на работните позиции за 263.000 кај non-farm. Тоа е фактички не се однесува на луѓе кои што работат во земјоделие, затоа што истото е крајно тешко да се определи, затоа и во Америка, на пример, не се зема во предвид фармерството, односно земјоделието. Тоа значи дека имаме подобрување, а не влошување на самата вработеност во Америка, што е многу чудно затоа што ова е прв пат да имаме толку висока инфлација, каде што Федералната резерва на вистина дигнала многу rate hikes, а и понатаму имаме невработеност која што е на завидно ниво, значи ова досега скоро и да не се случило, затоа економистите се доста збунети, они очекуваат дека досега веќе невработеноста ќе се дигне на 4%, што би ја натерало конечно Федералната резерва да размисли уште еднаш што понатаму прави со ваквиот пазар, но тоа не се случи, така да во оваа ситуација нели имаме сосема друг вид на економска појава која што досега не била истражена затоа што не се случило. И сега тоа е првиот сегмент кој што гледаме дека и понатаму им ги остава одврзани раците на Федералната резерва во текот на утрешниот ден да објават што сакаат. Ќе бидеме реални. Може да направат што сакаат затоа што невработеноста се уште е на завидно ниво. Сега, во однос на реалната слика. Значи прво мораме да разговараме дека имаме разлика помеѓу core и CPI инфлација, како што кажам и претходно многу пати. Идејата е во тоа што CPI инфлацијата ни ги зема во предвид и горивата и прехранбените продукти, додека core инфлацијата, значи тоа е CPI, онаа популарна инфлација која што моментално ја следи, да речем, целиот свет, додека core инфлацијата е онаа вистинска инфлација која што на вистина ја покажува реалната слика позади инфлацијата. Односно, во оваа ситуација имаме инфлација која што ги иззема горивата и прехранбените продукти со оглед на фактот дека низ целиот свет имаме крајно нестабилна ситуација во однос на прехранбени продукти и горива, нели имаме криза во двата овие сектори. Посебно да не заборавиме онаа битка моментално помеѓу ОПЕК, Русија, наспроти Америка и НАТО, каде што имате од една страна санкции кои што моментално ги воведува Америка со цел да се стави кап на горивото на Русија, додека од другата страна имате ситуација во која што ОПЕК плюс, оние 28 производители на гориво заедно со Русија одлучуваат да го намалат производството. Значи секој ден се намалува производството за 2 милиона барели со цел да се неутрализира овој кап, затоа што колку помалку имаме производство на гориво, нормално толку помалку гориво имаме на пазарот, а со тоа и неговата цена автоматски и понатаму расте. Поради таквата ситуација, ова моментално што го гледаме во CPI индексот е крајно неповолно, затоа што истиот е неверодостоен, односно ваквите манипулации на цените не покажуваат реална слика на инфлацијата во Америка и поради тоа е многу тешко да се земе CPI како реална мерка моментално. И затоа, например, она што гледам јас моментално ни покажува сосема поинаква слика од вистинската инфлација, затоа што одека е земен секаков вид на продукти, средства и услуги, за разлика од CPI, каде што гледаме дека само овие два продукти комплетно поинаква слика ни даваат на пазар. Односно, додека имавме, како што кажеме постојано, значи врвот на CPI инфлацијата го добивме во јуни, додека гледаме дека претходниот врв беше многу порано, односно во мај 2022 година, со тоа што добивме нов врв, додека за разлика од тоа CPI инфлацијата и понатаму паѓа. Сега, повторно, како ќе делуваат горивата, ова е многу тешко да се определи, мораме да видиме што ќе се случува понатаму, со оглед на фактот дека моментално горивата се голем фактор за утврдување на инфлацијата, значи горивата ќе стануваат се поскапи и поскапи. Добро е што го имаме core индексот со цел ваквото позголемување на цените на горивата да не делува толку многу на нашите статистички податоци, поради тоа гледаме дека core инфлацијата ќе ни даде многу пореалистична слика. Сега, значи, основно оваа вредност како делува на пазар. Секогаш кога имаме намалување на инфлацијата, значи ова сме го кажале неколку пати, ќе го повторам уште еднаш што е исклучиво битно. Секогаш кога имаме намалување на инфлацијата, не заборавајте, ова е битно за двата. Со тоа што CPI инфлацијата е многу популарна и многу повеќе следена од јавноста, додека Федералната резерва исклучиво се води од CPI, од core инфлацијата, затоа што истата е многу поверодостојна.
Значи CPI инфлацијата е популарна и повеќе се гледа во светот, додека кор инфлацијата е онаа која што Федералната резерва ја зема повеќе во предвид за разлика од CPI инфлацијата. Со тоа што паѓање на овие инфлации, значи за да речем соодветна вредност од 0,345 и нагоре е многу добра вест на пазарот, со тоа што ваквото паѓање на инфлацијата покажува дека Федералната резерва веќе нема потреба да ги качува и понатаму рейт хайксот, односно каматните стапки, и со тоа фактички покажува дека имаме намалување на стравот на пазарите. Колку повеќе се намалува стравот на пазарите, толку повеќе ќе имаме купување на ризични добра, односно можеме да очекуваме зголемување на цените на пример S&P 500 индексот, Nasdaq индексот, значи криптовалутите исто така. Значи намалување на стравот на пазарот поради намалување на инфлацијата автоматски доведува до намалување на стравот, а со тоа изголемување на цените на она што нас не одговара, односно на криптовалутите. Обратно, ако случајно се дојде ситуација да се зголеми индексот на инфлацијата, повторно за значителна количина, на пример од 6,3 да дојде до 6,6, 6,7 и нагоре, посебно со оглед на фактот дека прави нов врв, автоматски имате голем страф на пазарот и очекувате дека Федералната резерва и понатаму ќе продолжи со рейт хайкс. Поради таквиот страф, нормално луѓето се откажуваат од ризичните добра, а ризични добра ни представуваат повторно хартии од вредност, основни ресурси, исто така и криптовалути, и поради таквата причина ваквото ослободување ќе донесе до нов пат на пазарот, односно зголемување на стравот. Значи, многу едноставно. Колку повеќе се намалува инфлацијата, толку повеќе ќе се намали и рестриктивната политика на самата Федерална резерва, се намалува стравот и се зголемуваат цените на сето она што нас не одговара, затоа сите оние кои што гледаат мојот канал се претежно инвеститори во крипто секторот. Обратно, ако се зголеми значително инфлацијата, повторно се зголемува потенцијалот дека Федералната резерва и понатаму ќе ги зголемува овие каматни стапки, односно се зголемува рестриктивната политика, се зголемува стравот. Обратно пропорционално на тоа се намалуваат цените на криптопазарот и хартиите од вредност и слично. И доколку дојдеме до ситуација да имаме некоја незначителна промена од типот на 5,9 па повторно 5,9. Значи, она што се очекува, например, можеби ќе биде да имаме стагнирање, како што беше тоа во ситуацијата помеѓу 8,5 па 8,3 па 8,2. Ако дојде до стагнирање, многу е тешко да се определи што понатаму ќе се случи, затоа што стагнација може и понатаму да ги убеди фактички Федералната резерва да качуваат големи количини на каматна стапка како 0,75. Така да поради оваа причина мораме да видиме како ќе се постави Федералната резерва доколку имаме незначително намалување и зголемување од да речем 0,1 или 0,2% или пак стагнација, да немаме никакво поместување на инфлацијата. Во таа ситуација Федералната резерва може да се постави на два различни начини. Со оглед на фактот дека Федералната резерва веќе најави дека планира да ја намали својата рестриктивна политика, значи можеме да очекуваме дека можеби нема да зголеми стапката за 0,75% и веќе е крајно невозможно, мислам, нели, се очекува дека тоа нема да се случи, но изголемување од 0,5% повторно е рестриктивна политика. Така да се додека не дојдеме до ситуација кога Федералната резерва ќе каже добро, престануваме да зголемуваме моментално каматната стапка и остануваме на истата, до тој момент повторно ќе имаме да речем некое средно ниво на страф на пазарот и се уште нема да бидеме сигурни дека, нели, Федералната резерва се откажала од таквата политика, почнува постепено да ја менува, со тоа што ќе задржи некое време на самата иста фактички стапка, да речем 4%, но нормално треба време да видиме кога тоа ќе се случи. Така да во кратки црти уште еднаш ќе кажеме што се очекува. Федералната резерва, доколку види дека имаме пад на инфлацијата, многу е голема веројатноста дека истата ќе стагнира, односно ќе ја намали потенцијалната каматна стапка која што ќе ја додаде на веќе постоечката 4% каматна стапка. Со тоа очекувам да имаме намалување на стравот на пазарот, иако повторно е рестриктивна политика, значи кога ќе веќе 5 месеци поред имате 0,75%, не е 5 повеќе, но 5 со станока поред имате 0,75% стапка. Намалување на оваа стапка официјално ќе значи и намалување на стравот на пазарот, така да очекувам дека ќе има зголемување на цените и обратно доколку добиеме поради некоја било каква причина зголемување на инфлацијата, очекувам дека и самата Федерална резерва веднаш соодветно на тоа ќе одговори со зголемување на каматната стапка како и досега од 0,75%. Со тоа што
главното во оваа цела равенка е што ќе се случи денеска во 2:30 часот попладне, кога ќе ја добиеме CPI инфлацијата. Значи кажавме кои се очекувањата наши, сега само ќе погледнеме, значи на уште еднаш ќе му заблагодарам на Лео Кралевски, ова навистина е интересен, како да кажам, интересен фактор во нашите анализи и ќе го продолжиме да го користиме и понатаму. Значи Forex фактори каде што имаме, како што кажавме, аларми, а дополнително имаме и тоа што со мене ми се допаѓа е тоа што има forecast. Односно можеме да видиме што се очекува да се случи моментално според она што го очекува, да речем, по широката јавност. Значи имаме ситуација во која што они очекуваат зголемување на CPI инфлацијата за 0,2%, што представува незначително го зголемување со оглед на фактот дека немаме, значи, она големо 0,4-0,5%, значи можеби да е само нормална корекција во падот на инфлацијата, со оглед на фактот дека гледаме дека имаме доста негативни ситуации и зголемувањето во оваа ситуација јас верувам дека се случува поради ситуацијата со ОПЕК плюс и со рестрикциите на Русија, така да верувам дека тоа е главната причина поради која што ова можеме да го очекуваме, но повторно ова е CPI инфлацијата, не заборавајте. Значи на крајот од денот кор инфлацијата е она која што е многу побитна и само да погледнеме уште на Fed Rate Monitor, каква е ситуацијата моментално пред, значи, ако се сеќавате и сами investing.com има своевиден рейтинг чарт во кој што луѓето гласаат за тоа што очекуваат дека Федералната резерва ќе направи на овој состанок, а тоа е во оваа ситуација да ни покаже што ќе биде следната каматна стапка која што ќе се додава. Значи, гледате, претходно беше, значи, многу повеќе очекувано дека ќе имаме 0,75%, додека со моменталните најави од страна на Федералната резерва ова се намали и моментално имаме само 26% од луѓето кои што очекуваат дека ќе имаме 0,75%, но се зависи од денес. После 2:30 часот ќе знаеме точно ова ќе се промени нагло или во една или во друга насока во однос на тоа како ќе биде индексот на инфлацијата за ноември, додека отприлика 73% очекуваат дека стапката ќе биде 0,5% или помалку, останува да видиме нормално, но е интересно да се покаже. Значи тоа е во однос на она што очекуваме од стапката на инфлација, како и од одлуката на Федералната резерва. Значи очекуваме дека ќе има намалување на ставот, барем според она што јас го очекувам дека ќе има или иста или намалување на инфлацијата, а додека обратно на сето тоа, Федералната резерва конечно ќе ја намали она стапка која што постојано става, барем да не биде 0,75%. Сега, тоа е она што го очекуваме од состанокот. Тоа е барем што јас очекувам, затоа што не гледам причина зашто и понатаму кор инфлацијата не би паѓала. За CPI инфлацијата не го очекувам тоа со оглед на фактот дека имаме нестабилност на пазарите на горивата како скоро никогаш досега, додека обратно на сето тоа, кор инфлацијата не гледам причина зашто и понатаму не би продолжила да паѓа, со оглед на фактот дека имаме толку висока рестриктивна политика, така да јас очекувам дека поради кор инфлацијата Федералната резерва ќе остане на оној план кој што го најави и ќе продолжи со, да речем, поинаква политика од овој момент, односно ќе ги намали стапките по кои што ја зголемува оваа генерална каматна стапка. Очекувам да биде 0,5%. Ако тоа се случи, јас очекувам дека ќе имаме релаксирање на пазарите и намалување на страв. Сега, уште еднаш да споменеме оние кои што не ги гледале нашите претходни анализи, значи на месечно ниво DXY индексот е обратно пропорционален на криптопазарите, посебно на биткоин, и за сите оние кои што првпат гледаат нашиот канал, покажувам постојано за да разберат колку е битна споредбата помеѓу DXY индексот и биткоин цената, со тоа што секогаш кога имаме пат на DXY индексот, очекуваме раст на биткоин цената и обратно, со тоа што двата се обратно пропорционални во своите bull market. Односно, кога имаме bear market за DXY, како што е од 2016 до 2018, имаме bull market за биткоин и обратно. Кога имаме bull market за DXY индексот, имаме bear market за биткоин. Така да тоа е досега многу очекувано со оглед на фактот дека конечно паднавме доста под претходните, да речем, локален хај, да речем, на DXY. Значи, ќе покажеме на месечно ниво како тоа изгледа со цел да видиме каде се ногаме на DXY индексот, затоа што DXY индексот и инфлацијата се двата основни фактори кои што моментално го држат целиот крипто сектор во bear market. Значи, да се разбереме, тоа е главната причина, затоа што ако DXY индексот се намали и инфлацијата се намали, Федералната резерва нема да има причина и понатаму да става rate hikes, кои што значи artificial, вештачки го ја дигаат цената на долар.
Сега, како што кажаме, самиот долар се движи моментално во овој канал, уште од почетокот на неговото постоење, и гледаме дека моментално можеби ова беше највисоката вредност која што ќе ја достигне, или пак има корекција овој bear market кој што понатаму можеби повторно ќе дојде до ритест на оваа горна страна. Јас очекував дека можеби ќе се случи, не се случи. Пак на некој начин тоа е и наша позитивна страна, затоа што колку повеќе се движи нагоре, толку подолго ќе трае нашиот bear market. Сега, со оглед на фактот дека моментално гледаме дека имаме званична корекција на DXY веќе 3 последователни месеца, че ова е третиот месец во кој што имаме корекција, гледаме дека се обидуваме да скршиме и последната во оваа ситуација, значи ова е последната пречка, односно последниот сапорт кој што го имаме уште од 1999 година, претходниот бул овој макс, како да кажам, макро бул маркет кој што го имаме во овој канал, со тоа што значи пробивањето под ова, како и моментално затоа што имаме веќе формирано lower low, ни покажува дека навистина се наоѓаме во надолен тренд. Значи, се сеќавате неколку пати до сега напоменавме зошто е сето тоа така. Значи, прво испаднавме од овој макро канал во кој што се движиме во целиот овој бул маркет уште од јануари 2022 година. Второ, спаднавме под bull market support band-от. Знаете, сами bull market support band-от е еден од најверодостојните индикатори кога станува збор за макро трендови. Значи, падањето под овој bull market и неговиот ретест во оваа ситуација овде ни покажува дека сме на надолен пат, со тоа што веќе се наоѓаме на неделно ниво на 50 неделната средна вредност, со тоа што нормално очекуваме и подлабоко паѓање. Сега, да не забораваме дека моментално се наоѓаме на истата оваа линија која што 1990 година ни представува месечно ниво на поддршка на цената, со тоа што можеме да видиме дека имавме претходен врв во оваа ситуација. Значи, овој врв не е фактички еден од оние зигзаг движење, значи локални врвови, кои што моментално ни представува своевидна поддршка на цената, но гледаме дека веќе пробивме под него. Главниот сегмент кој што јас во оваа ситуација го гледаме дека направивме lower low, односно од ова дно кое што го имавме во движењето на цената нагоре, имаме подлабоко движење, кое што се уште е поддржано од 50 неделната средна вредност и Bollinger Band-от, но не гледам како би се задржал веќе на истата ситуација, посебно со оглед на фактот дека ако Федералната резерва испадне и конечно намали нивната рестриктивна политика, значи намалувањето на стравот на пазарот автоматски значи дека луѓето кои што држат долари ќе ги променат во ризични средства како што е значи хартија од вредност, рековме криптовалути и слично, и на тој начин очекуваме паѓање на вредноста на DXY и понатаму. Сега, исто така ќе се придвижиме на дневно ниво, со оглед на фактот дека на дневно ниво сме во повторна оваа консолидација, која што гледаме дека и понатаму се движи надолу според Фибоначи секвенцата, односно метата би се наоѓала негде околу ова неделно ниво, кое што во исто време, само момент да ви покажам каде истиот се движи, значи практично некаде метата би била точно над предходните локални врвови, кои што се и врвови во предходните два бул маркета, значи во 2017, 16 и во 2020 година. Значи гледаме дека ова би било фактички првата зона на солиден отпор, односно во моментот кога DXY ќе се придвижи надолу негде околу 103, очекувам дека ќе има солидна поддршка со оглед на фактот дека имаме два бул маркети кои што завршиле во тој сегмент, така да кога ќе дојдеме таму, очекувам, значи во оваа ситуација во овој жолт предел, очекувам дека на вистина ќе имаме стагнација на DXY индексот пред можеби понатамошен пат надолу, но очекувано со оглед на фактот дека значи и 200 дневната средна вредност ја изгуби, имавме ретест, неуспешен, се движи надолу повторно. Значи како што кажав, ова ниво од 1999 година моментално е единствената пречка која што се уште го држи DXY индексот во овој сегмент. Колку живе Market Cipher, да видиме што имаме и на самиот Market Cipher во однос на DXY индексот. Значи на дневно ниво имаме доста булиш, со оглед на фактот дека нели сме имале доста голем пат, знаете и сами, значи овој пат е масивен за DXY индексот и не очекуван, многу луѓето очекувавме дека и понатаму ќе продолжи да расте, но гледаме дека моментално на дневно ниво оваа корекција нема да трае долго со оглед на фактот дека значи моментално имаме ситуација во која што фундаменталната анализа, односно одлуката на Федералната резерва да ја намали оваа рестриктивна политика, може драстично да делува обратно на оно што го гледаме на техничката анализа. Затоа уште еднаш ќе напоменам, битно е да ги правите двете.
затоа што го гледате само техничка анализа, многу е голема шансата дека на фундаменталната анализа ќе пропуштите нешто што техничката анализа не може да ви го покаже. Гледаме дека на неделно ниво се наоѓаме во крајно негативен тренд, значи моментално се е во пад, со тоа што имаме заоблување на VWAP и на RSI, но RSI е доста неутрален, значи немаме заоблување нагоре, истиот се движи моментално хоризонтално, истото е и со сток RSI, истото е и со Money Flow, додека единствено VWAP не е во нагорна линија, додека бранот на моментум е во потврдена надолна линија, под нулата за прв пат после јули 2021 година, значи тоа е голем период во кој што сме биле во макро аптренд. Така да во оваа ситуација, како што кажеме уште еднаш, имаме крајно негативна, да речем, слика на макротрендот на DXY, која што очекуваме и понатаму да продолжи во пад. Само да погледнеме и на месечно ниво, на брзинка, да видиме, значи она е тоа што ви го кажувам, дека ваквиот тип на анализа, која ќе добиете ваков тип на знаци на месечно ниво, е голема, да речем, позитива за криптопазарот, со оглед на фактот дека имаме конечно потврден, значи ова е фактички не е локален, туку е макро врв, како и на правот на моментот, така и на овие точки кои што се наоѓаат над оваа бела линија, се уствари макро врвови, како што можеме да видиме, значи претходно секој макро врв, како што кажеме и претходно, кореспондира со bear market. Значи гледајте, секогаш кога сме утврдиле макро врв, имаме bear market, како што и bull маркетот обратно пропорционално во 2017 година. Bear market со врв во 2020, односно 21 bull маркетот за биткоин, како и во оваа ситуација јас верувам дека сме во таков тип на bear market, иако немаме затоа што кога имаме мала или голема црвена точка, значи тоа е како големина на овој индикатор, колку е нели поголема точката, нормално дека и индикаторот е посилен, но гледаме дека веќе е утврден, значи овој врв. Го имаме и овој црвен дијамант за да ни покаже дека ќе имаме продолжување на макротрендот на негативна основа на DXY индексот, како и VWAP одливот во средства кои што можеме да го видиме во Money Flow индикаторот. RSI беше крајно oversold, значи oversold од овој тип бил последен пат во 2015 година, што е нели голем размер. Така да генерално сликата на DXY ни покажува дека се наоѓаме во макро даунтренд и дека ова можеби на вистина е конечно почетокот на следниот биткоин bull маркет, со оглед на фактот дека моментално тие се двата најбитни индикатори, рековме, инфлацијата и самиот DXY индекс. Истото можеме да го видиме и за SPY и Nasdaq, значи исто и тие се обратно пропорционални, само да го покажеме тоа уште еднаш, затоа и се вели дека SPY, например, или Nasdaq индексите се во ист правец со самиот биткоин, значи моментално ќе го покажеме тоа SPY индексот, само за да видите како тоа изгледа, значи new price scale. Значи буквално кога ќе го додадеме може да видиме истата ситуација со самиот биткоин. Значи иако не е истиот чарт, можеме да погледнеме дека буквално се случува истото, значи овие корекции кои што ги има во чартот на DXY, на SPY индексот се право пропорционални со bull маркетите на DXY индексот. Значи гледате, пад на или стагнација практично, затоа што немаме званичен и солиден пад, но имаме стагнација на SPY индексот, додека имаме раст на DXY индексот и обратно. Значи, гледате и во оваа ситуација. Растот на DXY индексот не значи пад на SPY индексот. Значи, гледаме дека затоа и фактички се кажува дека традиционалните пазари се исто корелирани со самиот биткоин, со тоа што знаеме и самиот каде тоа доаѓа, значи оно што постојано кажуваме. Традиционалните пазари, посебно пазарите како што се индексите на S&P 500, кои што се фактички индекси на хартиите од вредност на најдобрите 500 компании во Америка, значи нормално е дека тоа се ризични добра и дека колку повеќе е рестриктивен пазарот, толку повеќе луѓето прибегнуваат кон традиционалните сигурни добра, според нив нормално тоа е доларот, додека ги избегнуваат ризичните добра и обратно. Колку помалку е рестриктивна политиката на пазарот, значи луѓето прибегнуваат кон ризични добра затоа што истите нудат многу поголема заработка за разлика од стандардните валути. Сега, ќе го погледаме S&P 500 индексот, само уште еднаш да погледнеме каква е генералната ситуација. Значи рековме дека се наоѓаме во макро канал тренд надолу, со тоа што истиот моментално се коригираше до 50% од претходниот bull маркет, она што ние постојано кажувавме и веруваме дека тоа е официјално и
крајот на корекцијата и изгледа со оглед на фактот дека ако денеска покаже уште еднаш Федералната резерва дека тоа е нивната политика, односно ќе се промени, очекуваме дека голема веројатност уште денес овој индекс да излезе надвор од овој канал, со тоа што ќе покаже дека во октомври го добивме дното на овој индекс. Значи повторно ќе кажам, ова е ситуација во која што Федералната резерва ќе излезе и ќе каже дека ја променува својата политика кон помалку рестриктивна. Тоа официјално би значило намалување на стравот на пазарот и луѓето би се вратиле назад кон овие S&P 500 харти од вредност, со тоа што би се зголемила и нивната вредност нагоре. Остануваме да видиме дали ќе биде тоа така, но тоа е она што ние го очекуваме, со тоа што обратно пропорционално, доколку Федералната резерва и понатаму продолжи со оваа рестриктивна политика, ќе ја врати цената надолу во истиот овој канал. Порано или позади мораме да испаднеме од него, нормално, можеме да видиме дека и Nasdaq се движи во истиот овој канал, со тоа што е малку подлабоко паднат за разлика од S&P 500, но ќе напоменеме уште еднаш, че Федералната резерва е главниот или клучниот играч во оваа недела од она што очекуваме да се случи со традиционалните пазари и со криптопазарите, така да немаме голема причина да продолжиме и понатаму со оваа анализа со оглед на фактот дека не се занимаваме со хартија од вредност, туку со крипто. Само на кратко, како што може да видите и сами, значи овој канал на вистина досега многу солидно ја покажа, значи вредноста, односно оваа формација во која што се движи самата цена на S&P 500 хартиите од вредност. Како и да е, значи верувајте ми, денеска воопште не е работата, значи нема да бидеме фокусирани на техничката анализа, со оглед на фактот дека истата крајно зависи од тоа што ќе одлучи Федералната резерва. Денеска е ден за фундаментална анализа, така да мораме да ја направиме техничката, да видиме што очекуваме, но најбитно е да се задржиме на фундаменталната анализа во овој момент. Сега, ќе преминеме на биткоин. Значи, првенствено, ако се сеќавате, на краток рок оваа формација ни представува буквално што можеме да очекуваме понатаму од одлуката на Федералната резерва. Значи, прво она што ќе го направиме, ќе ја проложиме оваа и понатаму, само што ќе се вратиме на 4 часа за да можеме точно да определиме каде се наоѓа оваа формација. Денеска ќе почнеме обратно, значи ќе почнеме од помалите временски зони, со цел да видиме што можеме да очекуваме после оваа одлука на Федералната резерва, затоа што значи оваа одлука на Федералната резерва ќе значи паѓање или растење на цената на биткоин дефинитивно, значи прво од инфлацијата денес, а после и од онаа одлука која што ќе донесе утре Федералната резерва. Ќе гледаме дека моментално овој канал кој што се движи во оваа ситуација, иако беше утврден од овој тип, гледаме дека истиот е многу поголем од она што го очекувавме, односно овдека би бил правилниот канал. Значи гледате како имаме неколку пати корекциите се движат до оваа страна, со тоа што ако е таков каналот ќе мораме да направиме и нова проекција за неговата потенцијално кршење нагоре, односно ова знаме практично формација. Значи може да ги погледнете сите овие информации до сега сме ги работеле во нашиот едукативен дел во плейлистите. Значи ева. Ова би било практично знаете и сами јарболот, така речено, на знамето, кој што во оваа ситуација ќе мораме да го поставиме обратно со цел да видиме каде е метата, значи само да вака опрлика ова би било. Значи оваа мета кога би испаднале надвор од оваа формација во било кој момент би се придвижиле негде околу 18.000. Значи тоа би било крајната дестинација на оваа формација, затоа што овие формации најчесто така се определува нивната вредност, односно што очекуваме во обратна насока, со тоа што можеме тоа да го провериме и со Фибоначи секвенцата. Значи ќе ја поставиме Фибоначи секвенцата од максималната вредност на оваа формација. Значи погрешен момент. Не, туку Фибоначи секвенцата. Значи од максималната вредност до минималната вредност во оваа ситуација. Значи, со тоа што гледаме дека вредноста на Фибоначи ни покажува дека првата мета би била негде околу 17.830, што е блиску до она што го очекуваме од самата формација и да видиме дали ова се поистоветува со некои вредности од претходниот дел. Со тоа што за да го направиме ова ќе се вратиме назад на дневно ниво, за да можеме да видиме посоодветно дали имаме некои вредности кои што се одвестуваат со овие проекции кои што ги имаме од оваа формација. Значи, иако на дневно ниво немаме званичен, да речем, показател во почетокот на оваа формација, кој што би значил отпор, да речеме, на ова движење нагоре од оваа формација,
имаме на на максималниот bear market, односно на целото ова движење надолу, а тоа е самиот Terra Luna колапс и моментално гледаме дека првиот момент каде што имаме корекција во оваа ситуација би ни представувало една од метите кои што ни се битни. Гледате. Значи имаме овој целосен selling climax и следната корекција буквално се враќа до потенцијалната мета која што ни се наоѓа помеѓу овие две, односно ќе имаме прво ретестирање на Terra Luna колапсот, претходното локално дно, како и ова прва корекција која што имаме одма после овој колапс, која што се наоѓа буквално некаде помеѓу овие две мети кои што ги имаме прво од Фибоначи секвенцата, а второ од самата флег формација, но ќе напоменем уште еднаш, ова е само во случај да имаме позитивен резултат со инфлацијата, како и позитивен резултат со Федералната резерва и нивната политика. Значи тоа е исклучиво битно за да добиеме оваа фундаментална анализа, она што го очекуваме односно движење од оваа формација нагоре. Значи се зависи од тоа дали ќе имаме намалување на инфлацијата и дали ќе имаме промена на политиката на Федералната резерва во помалку рестриктивна. Сега ќе се вратиме повторно на месечно ниво и ќе погледнеме каде се наоѓаме моментално. Значи, она што Никола Давидков, ако се сеќавате во неговата анализа за макротрендовите го направи, е буквално она што ние се уште го очекуваме, но сега моментално е многу поголема веројатност дека ќе го добиеме, а тоа е промена на овој макротренд на бранот на моментум на месечно ниво, кој што конечно доколку се промени и добиеме зелена точка и нормално ќе добиеме и официјално дно. Значи во тој момент ќе добиеме фактички прва конформација, макроконформација дека на вистина сме го завршиле овој bear market и дека потенцијално можеме да се движиме нагоре. Уште еднаш морам да напоменам дека сето ова не само што е условено од инфлацијата и од Федералната резерва, условено е и од потенцијалниот колапс на Genesis и на Digital Currency Group. Постојано повторувам ова затоа што било каква промена во вестите за Genesis, значи доколку се случи дека Genesis конечно поднесе за банкрот, може да очекуваме свеж пат, ја очекувам после таков банкрот како Genesis и ново дно на целиот криптопазар, заедно со биткоин првенствено нормално, но нормално да не гледаме темно на тоа. Моментално немаме такви индикатори, иако моментално се уште се очекува да видиме како ќе биде исходот од тоа што се обидува Digital Currency Group да прибере средства за да го затвори овој долг кој што го има кон моменталните инвеститори од 1 билион. Ако тоа е успешно, значи сега нели повторно овде ќе има многу ако, но мораме да бидеме свесни за сите фактори кои што моментално играат на пазарот. Прво е Федералната резерва со тоа каква ќе биде нивната политика, второ е каква ќе биде инфлационата стапка денес, која што ќе диригира фактички политиката и понатаму на Федералната резерва, и трето ми е потенцијалниот исход од DCG и Digital Currency Group и Genesis долгот. Така да тоа се трите основни фактори кои што понатаму надвор од техничката анализа ќе ни покажат што ќе се случува. Сега, на месечно ниво, значи тоа е првиот момент кој што се чека со оглед на фактот дека се останато е крајно неутрално и RSI и сток RSI се неутрални и хоризонтални, не ни покажуваат никакво наклонетост кон една или друга страна. Првиот момент кој што ќе го добиеме, јас верувам, е овој преклоп на сигналната и базичната линија на бранот на моментум за да добиеме промена на овој макротренд. Сега, да погледнеме на неделно ниво исто така. Значи на неделно ниво сме малку по-булиш со оглед на фактот дека нормално прво секогаш овие бранови се променуваат на дневно, па на неделно, па на месечно ниво. Значи така едноставно нормално оди самиот тренд на промена на индикаторите, со тоа што ќе го избришеме моментално овој индикатор, односно Фибоначи за надолу, затоа што немаме причини да очекуваме дека тоа би се случило. И имаме уште еден кој што моментално само не буни, visibility да не биде на неделно ниво. Значи моментално гледаме дека се наоѓаме под ова локално дно кое што се обидуваме да направиме ретест. Ќе видиме дали исто ќе биде успешен. Јас верувам дека тоа ќе го направиме. Значи ќе го направиме ретестот, дали ќе биде успешен, како што кажав, зависи од фундаменталните вести. Гледаме дека имаме на неделно ниво доста солиден момент нагоре. Имавме ова, значи ова веќе одигра. Ова макро bullish divergence одигра во овој сегмент, со тоа што сега моментално имаме нова bullish divergence на моментумот, каде што имаме зелена точка, односно прекршување на базичната и сигналната линија и имаме локално дно. Со тоа што тоа беше претходната недела, тоа значи дека овие индикатори претходната недела конечно сега веќе можеме да ги земеме во предвид, затоа што истите се потврдени. Значи мора да помине самата недела или ден или
она единица на временска зона во која што ја правиме анализата, за да можеме да рачунаме дека истите се потврдени. VWAP ни е над нулата, гледаме дека имаме благо заблување на влез на средства во ова нормално средство во биткоин. Имаме сток RSI кој што е во нагорна линија и RSI кој што направи корекција од 30, односно тоа е минималната вредност пред која што влегува во oversold, односно препродадено добро. Така да на неделно ниво имаме навистина солидна корекција нагоре на биткоин чартот, со тоа што ќе направиме и споредба во однос на тоа каква е ситуацијата со Forex и со Bull Market Support Band-от. Значи со Bull Market Support Band гледаме дека сме доста далеку, така да и ако направиме корекција за да пробаме да го ретестираме повторно, истата би се придвижила многу нагоре, значи гледате дури $19,500, но повторно ќе кажам, значи сето ова зависи од тоа како ќе се постави целиот пазар во следниот период. Значи само момент. Исто така сакам да погледнем каква е ситуацијата со хајки наши свегите на неделно ниво, затоа што е крајно поволна за нас. Значи, иако претходно веќе во два наврати имавме пресврт на неделно ниво, гледаме дека повторно имаме таков тип на пресврт, кој што званично би, значи еве уште еднаш многу битна работа, која што кажеме, која што исто така кореспондира со онаа мета која што имаме на дневно ниво. Значи затоа и мене ми се допаѓа кога моите чартови ги споредувам на различни индикатори во различни временски зони со цел да имам помалку на некој начин во еден чарт погледнувате само неколку индикатори за во другиот да ви биде многу појасно кога ќе ги споредите. Значи во оваа ситуација доколку го споредиме чартот во кој што ги имаме Forex, гледаме дека 200 неделната средна вредност завршува точно околу 18.000, што повторно кореспондира со потенцијалното движење на оваа формација нагоре, односно тоа би било ретестирање веднаш после локалното дно на Тера Луна на 200 неделната средна вредност која што претходно ни беше практично поддршка во претходните два бул маркета. Така да мораме да видиме што ќе се случи во тој сегмент. Значи и 200 неделната средна вредност ни е потенцијална мета која што треба да постигнеме со кршење на оваа формација нагоре и нејзино комплетирање нормално, со тоа што ќе навратиме уште еднаш дека моментално хајки наши свеките ни покажуваат крајно позитивен момент на неделно ниво, но како што рековме, јас очекувам прво да се смени ова на месечно ниво пред да можеме да разговараме за било каков тип на следен бул маркет. Значи, иако тоа е лагирачки индикатор, некогаш овие лагирачки индикатори ни даваат потврда затоа што, како што кажеме многу пати досега, никој не може точно да знае кога се наоѓаме на дното. Дното и врвовите најчесто се утврдува многу покасно откако веќе се наоѓаме во следниот сегмент, односно во следниот циклус на bear или bull. Така да нормално е дека конечно ќе добиеме пресврт на овие свеки кога веќе ќе бидеме навлезени во следниот bull маркет, но како што кажав, не очујувајте, било кој од овие бул маркети првенствено не почнува директно со V движење, односно секогаш имаме задржување на цената во тој сегмент на bear маркет барем неколку месеци, како што можеме да видиме 2017 година, а и многу подолго во 2013 година. Значи гледате дека неколку месеци цената се држува на самото дно пред конечно да утврдиме дека се наоѓаме во следниот бул маркет. Така да за тоа верувам дека ќе се случи истото и сега. Не гледам причина зашто тоа би било поинаку. Па поради истата причина ќе напоменам уште еднаш дека овој лагирачки индикатор, колку и да е лагирачки, ќе биде соодветно приказ на тоа дека конечно сме влезени во bull market support band. Значи во следниот bull market. Значи сите овие индикатори постепено ќе ги гледаме и се повеќе од нив ќе ни покажуваат дека конечно дното е утврдено и на тој начин ќе имаме се поголема сигурност дека конечно влегуваме во следниот bull market. Така да имајте го тоа во предвид. Некои од овие индикатори ќе ни го покажат тоа порано, како што е колапсот на DXY индексот и самата инфлација, додека некои од овие индикатори ќе ни го покажат многу подоцна, како што е на пример пробивот на bull market support band-от или промена на хајки наши свеките, но секој од нив е дополнителен индикатор кој што ни покажува дека сме на добар пат за утврдување на дно. Истото можеме да погледнеме и од MACD на месечно ниво, каде што веќе неколку месеци поред имаме бели столбови кои што ни покажуваат дека можеби ова навистина беше дното и заоблување на сигналната на базичната линија, кој што преклопот на овие и званично ќе значи дека навистина сме во bull market влезени. Така да тоа е генерално околу биткоин анализата. Уште еднаш ќе напоменам само имаме уште еден краток дел кој што сакам да го спомнам, а тоа е
на микро и макро фактички, на микро, на дневно ниво, се уште сме ова Вајков акумулација. Значи, знам дека треба да го направиме, но едноставно не доаѓа време, гледате дека имаме многу работи кои што сакаме да ги направиме, но едноставно не доаѓа време, дури кога секој ден имате ново видео, да направиме и едукативен материјал и информативен материјал. За жал, тоа е потенцијалот на каналот за сега, понатаму ќе пробаме повеќе, со тоа што мораме да ги направиме објаснувањата за Вајков акумулацијата со цел да може да разберете моменталната анализа која што ја правиме многу подобро. Односно Вајков акумулации постојат две, званични две, со тоа што имаме една која што има спринг, а друга која што нема спринг. Односно, она што беше анализирано од уште еден член во групата, ако се сеќавате, беше дека ова е Вајков акумулација, во која што моментално сме во последната фаза, која што треба да излезе од оваа акумулација над ова поле, тоа е над $25,000, со тоа што јас очекував дека ќе имаме спринг, односно тоа е вториот тип на акумулација, додека Александро очекуваше дека нема да има спринг и дека ќе добиеме само неколку последователни less point of support. Ова ќе го обработиме детално кога ќе направиме анализа за Вајков, но она што е битно да знаете во оваа ситуација е дека втората варијанта која што јас моментално очекувам дека ќе се случи, ние буквално она што го очекуваме во моменталната анализа, односно доколку се вратиме на дневно ниво, пробивот на оваа флаг формација би било своевидно и потврда на оваа повторно. Никогаш не можеме да бидеме сигурни со оглед на фактот дека самиот пазар е доста значи флуктуирачки, имаме нови ситуации на пазарот постојано, но технички гледано пробивот на оваа формација нагоре би го потврдил она што моментално ние го разговаравме за потенцијалниот спринг, односно дека пробивот нагоре над селинг клајмаксот, кој што е уште оттерало на колапсот, би значил дека официјално ова е уствари спринг, односно федерот, така речено, од оваа формација, која што тоа што ако погледнеме самата скица, односно шема, можеме да видиме дека буквално влегувањето над претходниот селинг клајмакс ни претпостави дека сме го завршиле спрингот и дека ќе имаме уште еден ритест пред да влеземе во нагорна линија на движење, односно ова може некогаш да потрае нормално и со недели и со месеци, но барем знаеме дека го имаме потврдено оно што го очекуваме од самата формација, како што во оваа ситуација влегување на спрингот над селинг клајмаксот, што моментално можеме да го погледнеме од оваа формација, која што доколку се комплетира ќе влезе над самиот селинг клајмакс, кој што ќе биде на некој начин потврда од технички дел дека сме влезени во следниот дел од оваа шема. Но ќе напоменам уште еднаш, значи техничката анализа е само 50% од нашиот канал, секогаш можеме да обрнеме внимание и на самата фундаментална анализа, така да како што кажавме, обрнете внимание на оние неколку индикатори кои што очекуваме да се исполнат во една или во друга насока и да се надеваме дека ќе се исполнат во онаа насока која што нас ни е нели битна и позитивна, а тоа е дека ќе намала стравот на пазарот и дека конечно ќе влеземе во следниот сегмент од овој, да речем, bear market, односно негово утврдување на дно и придвижување во следниот bull market. Сега, исто така сакам да напоменам дека се уште се движиме многу блиску до дното на овој канал, кој што претходно гледаме дека во 2015 година неговото излегување надвор ни означува и своевидно дно, кое што во оваа ситуација јас верувам дека ќе биде многу слична ситуација, со оглед на фактот дека оваа формација, овој канал не е скршен веќе од 2013 година па 9 години, значи 10 да речеме додека влеземе во следната година, така да јас верувам дека ова навистина ќе представува и макродното кое што моментално го достигнавме. Значи, пак ќе кажам, многу сме блиску до дното, но тоа не го менува фактот дека се уште можеме да добиеме потенцијален пат, барем уште еден, со оглед на фактот дека кажавме имаме ситуации од типот на враќање на инфлацијата нагоре, повторна рестриктивна политика на Фед или пак потенцијален банкрот на самиот Genesis. Тоа се некои од основните фактори кои што може да го донесат овој пазар повторно надолу, но јас верувам дека нема голем потенцијал за движење надолу со оглед на фактот дека многу од луѓето кои што го купиле биткоинот, оние weak hands, да речем, кои што нарекуваат слаби раце, веќе го имаат продадено, односно оние кои што биле уплашени, оние кои што се овдека на long term веќе не сакаат да продадат ништо, значи моментално се работи само за купување, нема никаков тип на продавање, така да имаме многу мала ликвидност на пазарот, што покажува дека и ако дојде момент на повторно ослободување од криптовалути, ја верувам дека тоа нема да има некој огромен импакт, односно не очекувам огромен пат на цените, иако ние нели ги ставиме нашите црвени зони,
за тоа каде очекуваме дека би била потенцијалниот пат надолу, а тоа е, уште еднаш ќе напоменеме, значи според нашите анализи, најдлабок пат кој што би можеле да го очекуваме е негде околу 13.880, со тоа што можеби и нема да се случи, можеби ова беше официјално последната, односно дното на самиот маркет, со тоа што ние се уште не сме алоцирале ништо во овој момент, се додека не видиме каква ќе биде рестриктивната политика на Федералната резерва и додека не видиме, иако со рестриктивната политика на Федералната резерва можеби е време да алоцираме уште еден дел од нашето портфолио, оние преостанати 30% кои што ги имаме, значи на тој начин барем да се осеќаме сигурни дека сме алоцирале што по блиску до самото дно. Со оглед на фактот дека може да не се придвижи повторно надолу пазарот, останува да видиме нели самата фундаментална анализа што ќе ни покаже, така да нели тоа е едно од веројатностите кои што ги имаме, но потенцијално решавањето на случајот со Genesis ќе биде за нас последниот момент кој што ќе биде клучен за да кажеме дека навистина сме своевидно влезени во средниот бул маркет, односно на стагнација на секогаш се случува тоа, значи имаме стагнација на цената која што се стабилизира пред да влеземе во следниот бул маркет. Сега, оваа страна која што ви ја покажав, Look into Bitcoin, моментално сакам да искористам со цел да ви покажам три различни ситуации, кои што се доста, да речеме, интересни, нешто различно од она што постојано го анализираме на каналот. Значи овде кај јас, ако се сеќавате, ги имам Logarithmic Growth Curves, кои што моментално ги има и на овој чарт. Сега, разликата во тоа што, значи Logarithmic Growth Curves се поставуваат сами по себе. И ако видиме во оваа ситуација, на пример, гледаме дека истите се малку неверодостојни со оглед на фактот дека досега, значи постојано го определувале дното на овој пазар, со тоа што моментално сме надвор од истото многу. Значи ако се сеќавате, ние разговараме дека според Growth Curves моментално можеме многу солидно да определиме каде се ногеме на дно, а каде се ногеме на врв во еден циклус, со тоа што моментално сме излезени многу од овие Growth Curves. Сега, овдека ги имаме исти. Значи, тоа што моментално го имаме ние е буквално представено и во овие Growth Curves овде. Сега, проблемот е во тоа што постои друг чарт, кој што се нарекува Rainbow чарт, кој што ни покажува многу по-добро значи каде се ногеме на врв или на дно. Разликата е во тоа што Growth Curves самите по себе се поставени што од самиот почеток и истите, значи не може, значи вие ако ги променувате ќе биде своевидно, вие фактички си го прилагодувате чартот како вас ви одговара. Додека Rainbow чартот сега идејата што е, значи постојат луѓе кои што се соодветно тренирани, јас тоа не го можам, значи искрено пробав, но едноставно прво не можам да најдам соодветен материјал за да го направам, а второ е прилично тешко за тоа што бара, да речам, дел со програмирање кој што јас навистина не сум соодветно стручен. Значи проблемот е што овие Growth Curves доколку се прилагодат на новите non-bubble data, она што може да го проследите во видеата на Бенџамин Коен, тој е еден од, морам да признам, еден од најдобрите технички аналитичари кои што јас сум го погледнал, со тоа што он исклучиво се базира само на биткоин. Значи може да ги промените, значи вредностите на овие Growth Curves да соодветствуваат со новите, да речем, вредности кои што ги внел биткоин со завршување на еден циклус bear или bull. Со тоа што кога ќе ги прилагодите овие, го добивате овој Rainbow chart, значи наспроти Growth Curves кои што се фиксни. Значи прилагодувањето значи дека non-bubble data се однесува само на оние податоци кои што ги имаме во тековите каде што цената е нормална, каде што немаме овие експлозивни врвови кои што ги добиваме поради FOMO. Значи кога ќе ги внесеме овие податоци понатаму во самиот чарт, во самото поставување на овие Growth Curves, добиваме соодветен, значи гледате, соодветен чарт во кој што можеме точно да видиме кога се ногиме на дно, а кога се ногиме на врв на еден циклус, со тоа што, значи во оваа ситуација се ногиме исклучиво на дното. Ќе напоменам уште еднаш, јас не знам да го направам тоа, пробав, но едноставно не успеав, затоа што прво нема ни соодветни видеа, нема ни соодветни курсови кои што може да ви покажат како се прави тоа, односно во самата скрипта овде, фактички вие може да промените она што значи во Pine Editor, во овој дел, вие фактички може да ги промените вредностите на вашите индикатори кои што бараат на некој начин соодветно па да речем програмски дел кој што јас на вистина не го разбирам. Значи верувам дека ми треба соодветно искуство за тоа кое што се надевам да ќе остекна понатаму, но сега за сега го немам. Идејата е дека ќе го користиме овој чарт на Look into Bitcoin, каде што луѓето, барем овие кои што го прават моментално овој прайс индикатор, значи исто како и Бенџамин Коен, моментално имаат соодветно поставени Growth Curves
со цел да можеме да видиме со non-bubble data, односно во овие сегменти каде што цената е нормална, како моментално изгледа дното и врвот, односно потенцијален во оваа ситуација каде што се наоѓаме, со цел да имаме идеја кога се наоѓаме на врв или на дно. Значи тоа е она интересно што ви го кажав дека ќе го користиме од овие делови. Значи Bitcoin Logarithmic Growth тоа веќе го имаме, но моментално се несоодветни со оглед на фактот дека како се движиме нагоре истите не се соодветно поставени, односно не се соодветно да речем вредностите не се внесени соодветно. И уште еден индикатор кој што можеби луѓето го заборавија, тоа е stock to flow моделот. Значи јас stock to flow моделот постојано го следам. Тоа е фактички идејата на ова се поставува како вредност која што треба да има регуларно биткоин со оглед на фактот колку се произведува биткоин, односно колку се мајна. Значи овој индикатор го прави тоа на тој начин што ја пресметува, значи overall market cap, неговата средна цена и новиот биткоин кој што влегува на пазарот, со тоа што ни поставува некоја средна цена која што моментално треба да има биткоин во овој сегмент. И гледаме дека уште од самиот почеток, значи stock to flow генерално солидно ја да речем ја представува оваа цена, така да јас и понатаму ќе продолжам да го следам со оглед на фактот дека истиот не верувам дека е грешка, со оглед на фактот дека имаме соодветно коригирање, значи нели намалување на потенцијалните добивки. Нормално е дека и stock to flow моделот нема комплетно целосно да биде испочитуван, но можеби следниот тренд кој што ќе го добиеме со кршење нагоре ќе ни даде на некој начин и позитивни информации за тоа кога се наоѓаме на онаа средна вредност според stock to flow. Значи пак ќе ни даде некоја помош за тоа да утврдиме каде се наоѓаме во одреден да речем циклус, така да нели ќе го гледаме и ова чисто како идеја каде се наоѓаме во еден циклус со оглед на фактот дека досега зборуваме за 10 години точен индикатор кој што за прв пат ни покажува нешто погрешно. Останува да видиме дали станува збор за грешка во индикаторот или пак тоа е едноставно она нормално движење на намалување на добивката, како се движиме во следните циклуси, што е нормално. Колку повеќе созреваат средствата, толку повеќе се намалува добивката која што потенцијално може да добиете. Нормално не може експоненцијално да расте постојано исто со оглед на фактот дека колку повеќе пари влегуваат, толку поголем маркет кап, толку повеќе се намалува добивката која што може да ја добиете. Моментално Fear and Greed ни покажува дека сме на некое солидно ниво на Fear, кој што јас верувам дека доколку добиеме позитивна политика ќе дојдеме до неутрално ниво. Значи верувам дека ќе дојдеме таму, со оглед на фактот дека не само јас, многу од луѓето очекуваат дека ќе имаме позитивни вести. Greed во ситуацијата на традиционалните пазари, значи доколку се случи да имаме позитивни вести, може да очекувате extreme greed и продавање, значи нели во понатамошниот дел, со оглед на фактот дека повторно во овој сегмент, после паѓањето на FTX, генерално, значи пазарот на традиционалните пазари, тоест традиционалните пазари се држат многу подобро за разлика од криптопазарите, што е нормално со оглед на фактот дека имаме ситуација во која што FTX исклучува во криптосферата, додека за разлика од тоа немаше многу лоши вести во самите традиционални пазари. 5, тоа е на CBBI моментално индексот, кој што како што кажавме, овие 10 комбинирани индекси ни даваат многу јасна слика за тоа каде се наоѓаме во одреден циклус. Досега доста јасно ги определуваат дното и врвот на биткоин чартот, со тоа што моментално добивме такви вредности од 2 кои што ги добиваме во претходните bear маркети, во апсолутните дна, што може да ни покаже дека навистина веќе сме утврдиле биткоин дното, но ќе кажам уште еднаш, биткоин дното не верувам дека е утврдено додека не ги утврдиме промената на политиката на Федералната резерва и официјално да добиеме вест во која што имаме преструктурирање или ги нашле парите со цел да се покрие онаа дупка од 1 билион во Genesis. Во спротивно очекувам следен пат, значи тоа е неминовно, со оглед на фактот дека Genesis е еден од најголемите играчи заедно со DCG во криптосферата. Тоа значи дека CBBI индексот ни покажува доста позитивни вести, со тоа што полека се движи нагоре, дека можеби навистина сме го утврдиле дното кога имавме вредност од 2. И за крај, само пред да завршам со ова видео, значи моментално имам вести дека SBF е конечно уопсен, што е доста позитивно и доста одложено, че до сега требаше веќе да биде во затвор, а не да летува на Бахамите, што е крајно неодговорно, но како и да е, битно е дека се случи, тоа е позитивно. Се надеваме дека ќе продолжи така за сите оние кои што негативно делуваат на криптосферата.
со тоа што се повеќе и повеќе информации спаѓаат дека SBF бил буквално зад сите глупости што се случија во криптопазарот, како паѓање на Terra Luna, како паѓање на Celsius и Three Arrows Capital, како и обидот за DPEG на USDT, тоа е буквално се дело на SBF. Како и да е, моментално биткоин сентиментот е 0,43, он е причината, че ова е негативен сентимент, како што кажавме постојано, не постои позитивна или негативна репутација, постои репутација. Со тоа што моментално ова што гледате, значи ова е својствено на почетоци на bull маркети, ама зборувам нели во нагорен тек, како што е на пример после халвинг, а не дно на биткоин маркетот, затоа што ова е негативната конотација која што моментално се движи по сите пазари, по сите вести, поради глупоста која што ја направи неколку играчи на пазарот. И поради ова можеме да видиме дека имаме крајно негативно мислење за крипто, што моментално ќе се користи со цел да се направи соодветна регулатива спротивна на криптосекторот, и она што моментално го видовте од ограничување на во Европската унија на 10.000 максимум 10.000 евра може да бидат внесени во трансакција во криптосекторот, со тоа што се над 1000 ќе биде со соодветни дополнителни барања, не знам што ќе бара карфодевица, како и да е, значи тоа е дел ова, затоа што ваквите колапси им даваат уште толку поголема причина на овие регулатори да најдат, нели, како да предизвикаат лоша регулатива, да предизвикаат запирање на криптосекторот, негов развој и слично, затоа што наводно гледате колку е негативен, а станува збор за еден играч, но вие цела сфера ја ставате во негативна конотација. Нормално, тоа не им одговара. И уште еднаш ќе напоменам, значи не се брзајте, моментално има 505 денови пред следниот халвинг, што е и катализатор на следниот bull маркет, а тоа е во 2024 година. Нормално ова ќе се променува, ќе биде, да речеме, еден ден плюс или минус во однос на тоа колку брзо се запишуваат блоковите. Како и да е, ќе напоменам уште еднаш, имајте го тоа во предвид, дека многу сме рано, дека имаме уште многу време пред да дојдеме до следниот bull маркет. Ова е најдобра фаза за купување на еден или на друг начин, така да доколку не сте го направиле тоа, ние не можеме да ви кажеме дали треба да го направите, но е време навистина да размислите дали вие сакате да инвестирате во криптосекторот или не, затоа што овие вредности кои што моментално ги гледаме, можеби никогаш повеќе нема да ги погледнеме. Оваа вредност која што моментално ја има биткоин на 15.000, можеби никогаш повеќе нема да имаме шанса да погледнеме, со оглед на фактот дека најчесто тоа и се случува, односно вредностите кои што биткоин ги надминува, многу често веќе никогаш не ги погледнуваме, како што беше 6.000, како што пред тоа беше 200 и слично. Така да размислете, овој каунтер нека ви биде воделка за тоа дека имаме солидно време, дека се уште имате време да научите, се уште имате време да се едуцирате пред следниот bull маркет, така да ова време искористете го за да видите дали навистина се наоѓате во биткоин сферата, значи не само биткоин, туку целото крипто. И не заборавајте дека во крипто брзи пари нема, има солидни пари, но потребно е време во кое што треба да научите што правите, со цел да ги инвестирате вашите тешко заработени пари во солидни проекти, а не во глупости, и на тој начин да направите солиден профит преку одреден циклус од 4 години во биткоин. Така да ќе напоменам уште еднаш, оние малку кои што следат нашиот канал моментално како групата Криптовалути Македонија, се оние ретките кои што навистина ќе бидат во најповолна ситуација да може да кажат дека направиле солиден профит во текот на овој bull маркет, со оглед на фактот дека се уште ги следат нашите содржини кога се наоѓаме на самото дно. Така да ви благодарам уште еднаш за поддршката, како и секогаш она мала поддршка која што може да ни ја дадете дополнително на каналот е, нели, споделете во со оние луѓе кои што сакаат да научат за криптосекторот. Значи Македонија има што да понуди, заедно со Криптовалути Македонија сме овде да пробаме да едуцираме колку што можеме повеќе. Нормално отворени сме за соработка сите оние кои што ни праќаат соодветни материјали, ги пробаме да ги комплетираме и да ги искомбинираме со нашите, како што може да видите до сега. И нормално секој прашање, да речем, коментар, овдека сме да го одговориме, можеби некојаш касниме малку, но имајте го тоа препит дека секој од нас има работа, кариера, фамилија, спорт, не знам, хоби, како и да е. И нели, ова не е наша работа, ова го правиме доброволно, го правиме фактички со тоа што како и секогаш Македонија се наоѓа на последното место, наш обид да помогнеме на нашите сограѓани да имаат основни познавања и основна едукација од криптосферата. Така да ви благодарам уште еднаш, останете со нашиот канал и понатаму, се додека имаме поддршка од вас, ќе има и канал,
за Криптова Македонија и се надеваме дека уживате во нашите содржини. Имајте добар ден, извинете за долгото видео и се гледаме во следното видео. Поздрав од Crypto Game EG.